Радовиш со 118 активни случаи на COVID-19. Немаат болнички капацитети, ама имаат адаптирано простор за дневна болница. Директорката на здравствениот дом Илиева вели дека немаат голема фреквенција на пациенти кои доаѓаат на дневна основа за примање терапија за третман против коронавирусот. Еве ние во услови на пандемија и здравствен дом Радовиш функционира со сите постоечки капацитети, но би рекла и сите потешкоти кои произлегуваат од самата пандемија. Значи, покрај службата за домашно лекување и медицинска помош, ни функционира и простор за изолација, односно дневен центар за ковид-позитивни пациенти. Во итната медицинска помош, значи домашно лекување, функционираат 4 тима кои во одреден момент заради болести или изолација ги покриваат специјализанти кои се на специјализација, меѓутоа во моментот се повлечени во служба на здравствен дом Радовиш во моментот на пандемија. Во дневниот центар, каде што се третираат ковид-позитивните пациенти, дневно некаде од 7 до 8 во просек, некогаш повеќе, неколку помалку, се третираат ковид-позитивни пациенти кои ни доаѓаат од соседните, значи, инфективни оделенија со терапија препишана, каде што секогаш имаме еден лекар, за сега повеќе од специјализантите, и медицинска сестра кои по сите протоколи еве овде ги третираат, значи, ковид-позитивните пациенти. Секако реков, во одредени моменти, како и сите други институции, имаме недостаток, не би рекла недостаток на кадар, меѓутоа се надополнуваме, правиме реорганизација одредена, така да во ниеден момент итната медицинска помош и службата за домашно лекување, значи, не може да остане без доктор и екипа комплетна која би се обраќала, значи, на потребите на пациентите. Имаат и позитивни лица од медицинскиот персонал, но Илиева вели дека немаат потешкоти во реорганизација на персоналот. Таа се пофали дека имаат 4 лекарски тимови во итната медицинска помош кои секако со своите предизвици кои ги донесе ковид кризата стојат секогаш на располагање на пациентите. Сепак за пофалба ви е една работа, затоа што имате 4 тимови лекарски во итната медицинска помош и верувам дека секако со предизвици, но сепак функционират. Да, функционираме, ви реков, со сите предизвици, како и сите институции во пандемијата со COVID-19, се трудиме да се покриеме, да се реорганизираме и да одговориме на потребите на граѓаните. Радовишките пациенти се препраќаат и лекуваат генерално во клиничката болница во Штип, но дел од нив се лекуваат и во Струмичката општа болница.